Господине Груевски, како коментирате денешниот јавен настап на лидерот на СДСМ Зоран Заев? Благодарам. Прво сакам да кажам дека ми е многу жал што господинот Заев повторно ја злоупотребува трагичната смрт на новинарот Никола Младенов во политички цели. Тоа непрекидно го правеа СДСМ и тој лично во минатите 2 години, особено во последните неколку недели и месеци. Но еве денеска повторно излезе во обид за манипулација со чувството на јавноста, чувствата на неговото семејство и така натаму. Но кога веќе тоа го прави, би сакал да истакнам дека единствено што можам да кажам е дека можам да му се заблагодарам на господинот Заев, што иако колку и да се трудел да ги монтира, да ги сечи, да ги лепи овие материјали, сепак е сосема јасно дека власта немала никаков удел во трагичната смрт на Никола Младенов. Овие разговори, какви да се, колку и да се креирани, покажуваат дека сите оние шпекулации, сите оние теории на заговор, дека било нешто наместено, дека, не знам, му била искреирана сообраќајна несреќа, дека затоа што бил критички кон власта, па ете што му се случило и така натаму, сите тие теории на заговор, сите тие шпекулации, сите тие местенки, со кои што верувајте не беше лесно да се живее 2 години. Ние 2 години живееме со тука и таму јавни, полујавни шпекулации и теории на заговор дека кој знае што му се случило на негова страна на власта и дека ете ние веројатно или можеби или нешто слично сме направиле за тој така да заврши. Ако нешто можам да кажам денеска е да му се заблагодарам на Заев, што со објавувањето на овие материјали, колку и да тој сакал да ги направи така да изгледаат поинаку, сепак секој што ги слушнал или ќе ги слушне, ќе му стане сосема јасно дека властите немале никаква улога во трагичното загинување на новинарот Никола Младенов. Господине Груевски, она што е клучно барање на Заев, отворање на нова истрага за овој случај. Би го возможеле ли тоа? Што се однесува до мене како премиер, што се однесува до владата, што се однесува до ВМРО ДПМН, како нејзин претседател говорам. Сакам да кажам дека не само што би се согласиле, туку и поддржуваме да има нова, дополнителна или не знам како би се нарекла истрага со вклучување на кого сакаат, на членови на семејството на новинарот Младенов, на представници на СДСМ или други политички партии, експерти или кого сакаат да вклучат, јавност, медиуми, новинари. Значи немаме ништо против, иако ние воопшто не се сомневаме во исправноста на постапката на обвинителите, во исправноста на постапката на институциите, меѓутоа еве заради поголема доверба во процесот, да не останат повторно некои шпекулации дека еве нешто се скрило, се затаело, се прикрило и така натаму, поддржуваме таква работа и што побрзо таа да се случи и да се реализира. Заев излезе со тврдење дека на автомобилот на загинатиот новинар имало траги од црвена боја кои што не биле внесени во полицискиот записник и дека тоа е еден од клучните моменти зошто е потребно отворање на нова истрага. Како го коментирате тоа? Сега пред да дојдам да ја дадам оваа изјава, проверив со Министерството за внатрешни работи, директно со министерката и таа ми потврди дека во записникот е внесена и таа гребнатина која што била некаква боја на задниот дел на возилото и фискалните сметки, дека се си е внесено во записникот. Практично нема ништо сокриено. Господине Груевски, ќе ја искористам оваа прилика да ве прашам и за оној инцидент кој што се случи во текот на вчерашната вечер, поврзан со насилните протести организирани од СДСМ, во кој настрада екипата на Сител, новинарката Ивона Талевска и двајца сниматели. Денеска и поголем број новинари изразија револт и протест против ваквото однесување на СДСМ и организирањето на ваков тип на насилни протести и овозможување на насилници да се изживуваат врз новинарите кои што не известуваат за медиуми кои се под контрола на СДСМ. Како вие го коментирате ова? Имате ли вие осуда за еден ваков чин? Апсолутно осудувам било какво насилство, особено насилство врз новинари. Невозможно е да се дојде на власт со насилство врз новинари кои што некому не му одговараат или не ги исполнуваат неговите желби. Тоа што вчера се случи со нападот на возилото на новинарката и уредничка на вечер Ивона Талевска и двајца сниматели со неа е тежок преседан, за кој што ги охрабрувам сите институции да направат сериозна истрага, да ги најдат сторителите и да ги изнесат пред лицето на вистината. И ова почна да станува појава сериозна во СДСМ. Преходно го демолира канцеларијата на Радио Слободна Македонија. Преходно слушнав дека проблеми имала и новинарка на МИА на некоја од настаните. Така што станува веќе навика на СДСМ во нивниот гнев. Тие се длабоко влезени во еден гнев,
од кои што не може да излезат и нив ги води гневот. Тоа е многу лошо кога некого го води гневот. Лошо е прво за него, затоа што нема да ја постигне целта што е наумил, а второ лошо е за сите во околината што ќе се најдат таму. Така што можам да кажам сериозна осуда и охрабрување на институциите што побрзо да ги најдат сторителите и да ги изнесат пред суд. И она што последно би сакал, ако дозволите да го кажам, е уште еден апел до граѓаните. Јас вчера во мојот интервју од прилика кажав, но би сакал уште еднаш да го појаснам. Ако некој од граѓаните сака да заземе став по однос на овие снимки, да ги слушни снимките, да не се потпира на насловите, на некои портали или други медиуми што се под контрола на опозицијата, на СДСМ или на соросоидните институциите што ги финансира Милчин и Сорос. Да не се потпира на нивни наслови или на прераскажано нешто во нив, или пак да не се потпира на наративот, на воведот што го дава Заев на неговите пресконференции, без лично да ги слушнат тие какви да се креирани, сечени, лепени, монтирани материјали, но барем да ги слушнат и со своја глава, со свој ум, да видат што е вистината. Дали тоа што го говори Заев во неговиот вовед е така, или можеби е нешто поинаку измонтирано и така натаму. Ако го слушавме денеска на преходната пресконференција и на повеќето други, воведот на Заев или на другите што ги држеа пресконференциите, имаме една приказна. Меѓутоа, ако независно од нивните воведи, независно од насловите на порталите што ги контролираат, независно од прераскажаните содржини на тие портали или на некои други медиуми, телевизии и така натаму, што се под контрола на СДСМ и на институциите што ги финансира Сорос. Една е приказната што тие сакаат да ја пасираат, сосема друга е вистината и таа многу полесно може да се насвоти доколку независно се слушаат само снимките. Колку и да се тие креирани, монтирани, лепени и на некој начин едитирани. Господине Груевски, ви благодарам за гостувањето во Вестите на Сител. Благодарам.